Бројот на лица заболени од карцином во светот е огромен. Само кај нас илјадници лица секојдневно се будат со желбата да се ослободат од оваа подмолна болест и да продолжат со секојдневието без опасната закана која ги демне. Процесот на лекување знаеме дека е долг и тежок, па затоа олеснување бараат насекаде. Затоа и се консултиравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Во продолжение го споделуваме разговорот со нив. Значи, онкологијата денеска не се смета веќе за, како да кажам, конкретно заболување или смртна пресуда. Станува збор за веќе состојба. Сега, ако ја отвараме таа тема, мора да кажем дека онкологијата не се должи само на некаква хемиска природа, туку се должи на психоемоционална состојба. Еве ќе дадам еден краток, банален пример кој што не мора да значи дека апсолутно е така, него ќе дадам како пример преку кој што би пробал да објаснам, нели, за да ја сватат логиката луѓето за тоа како може да настане одредена онколошка состојба. Пример да кажеме, денеска секој се нервира. Ако интензивно се нервирате 3 месеци, еве стигнува до одреден тип на гастрит, нели нелагодност со желудникот. Ако се нервирате 3 години, 4 години, 6 години, може да дојде нели до чип на желудникот. Ако се нервирате 10, 12, 15 години, зборам екстремно, тогаш веќе може да стигне до онколошки процес. Значи, ова е тој дел од онкологијата што би сакал да го расветлам, а кој што е онкологија од типот нели на психоемоционална состојба, која што е во основа една од наједноставните за решавање. Да го земеме сега другиот нели случај. Ураниум, нели радиоактивност, нели типови на зрачење. Тие исто така предизвикуваат нели таа дисфункција, односно таа нели промена на функција на клетките и појавување на канцерогени клетки. Тоа е исто случај нели кој што исто така едноставно се решава. Ако човекот се исклучи нели од тие влијанија, ако му се даде доволно простор нели тоа може да се коригира, да се санира и да се среди. Сакам да кажам, ракот не е смртна пресуда. Не треба луѓето да се плашат ако добијат дијагноза рак. Пострашно во целата тема рак е стравот. Статистика, руска анализа, 6 пати во животот ние заболуваме од рак. И 6 пати се само излекуваме без приту уопште да сме свесни. Нели воедно и секој ден сме болни од рак. Денес ако седнеме да пресметаме, сигурно има нели одреден процент на клетки канцерогени во нашето тело. Добро, тоа е во нашата природа и нашата физиологија, дека секојдневно се создаваат малигни клетки. Нашето тело е само она кое што е способно да го отстрани се она што не му е потребно. И сега да се надоврзам на она што вели Кристијан, нели, ако ние имаме долгогодишен повеќе годишен стрес како таков, сето таа го руши нашиот имун систем и рушејќи го нашиот имун систем, доаѓаме до она што ние докторите ќе го нели именуваме дека е малигно заболување. Малигните заболувања се нешто што не треба да не опоменат и каде што можеме да го решаваме, а не да не буквално инхибираат дека нешто страшно се случува во нашиот организам. Не е крај на улицата, него е жолто или црвено светло, што значи дека треба да почекаме или да смениме правец на начин на живење. Светот толку поради промените на стилот на живење, нашите навики, свесни сме дека и бројот на малигните заболувања е во пораст. Сега, тука се многу фактори, тоа е пак друга тема која што исто така е интересна за разговор, но како и да е, се поместуваат границите. Но она што мене лично како лекар ме радува е тоа што поглед до ширината на луѓето се менува. Значи, веќе не сме оставени на само одреден тип на начин на лекување, имаме можности да тоа го направиме на поразличен начин, да при тоа не му наштетиме премногу на нашиот организам. Апсолутно. Цитостатикот, еве ја би го спомнал, нели горчлива жешка тема, исто како што спомнавме на кратко околу онкологијата. Исто така луѓето апелирам да се едуцираат на тема цитостатик, процент на учинковитост на тој цитостатик во зависност нели од тој проблем што го имаат. Но пред се да го тргнат факторот страв, затоа што ние кога сме во страв или кога сме исплашени, ние не размислуваме рационално, а тоа е една од главните грешки или причини. Еве, ќе споменам една нова јапонска студија што е многу интересна. Цитостатикот почнуваат во Јапонија да го користат во минимални микродози за чисто само да ги откријат канцерогените клетки каде се наоѓаат, нели, и да увидат за тоа што се случува, а не како денеска што се користи во екстремно високи дози, кој што предизвикува нуспојава, тоа е системско труење. На еден организам кој што се наоѓа во таков дисбаланс, кој што веќе има нели, како да кажам, хиперфункција на тие малигни клетки, ако вие му дадете токсин
од типот нели на цитостатик во таква доза вие правите контраефект. Затоа го спомнам цитостатикот нели дека веќе почна да се користи како показател за каде е нели проблемот и кој е проблемот отколку нели за главно решение. Но она што мене посебно ме радува е тоа што информираноста на луѓето е се поголема и бараат решение онаму каде што навистина ќе направат најмалку штета на сопственото тело. А воедно ќе дојдеме до оној сакан резултат, односно да го вратиме доброто здравје. Затоа ова нека биде само тригер за луѓето да размислуваат малце поотворено и не низ призма на страв, него низ призма на здрав, рационален нели начин на гледање на нештата. Ми надоврзало и околу резултатите што ние ги имаме. Значи ние можеме многу и многу помагаме нели на таа тема да организмот не само психоемоционално, него и органски функционално се врати во нормална функција. Да, не можеме да помогнеме кај случаи каде што нели станува збор за многу тешка интоксикација, нели ме разбирате, има многу фактори кои што играат улога околу тоа колку и како, нели во кој процент може да се помогне. Така да меѓутоа се согласувам со тебе дека тука психолошката состојба е водечки момент. Апсолутно, апсолутно. Всушност го даваме можност на луѓето да видат дека некој се грижи за нив, може да им помогне. И кога вие ќе му помогнете во моментот кога навистина мисли дека се наоѓа на дното, тоа е голем старт за понатаму да се тој самиот грижи за себе. И му помагаме не само заради психолошкиот момент, него затоа што и реално му помагате и се подобруваат многуте функции кои што се нарушени во организмот, тој го забележува. Можеби нема да имаме параметар реален поврзан со медицина да го поврзе, макар што и тоа го се случува и го има. Меѓутоа, во основа имаме подобрување на квалитетот на живење и апсолутно подобро чувство на секој од нив. Така да, дефинитивно. Па еве, овдека има приказ на случај каде што пред и потоа нели точно се гледа каде постоело нели тоа канцерогено ткиво и каде нели постои одреден фактор на време, тоа веќе не постои. Но сакам да кажам, значи да не се наметнуваме како ние дека сме нели решение за сите тие проблеми. Затоа малце оставам нели простор за зависност од тоа кој во каква состојба се наоѓа. Тоа е многу важно. Да, апсолутно важно во која ментална состојба се наоѓа. Видете, апсолутно здрав човек, ако вие го убедите дека не е добар, тоа е плацебо и ноцебо ефектот што претходно го спомнавме, го отворивме, он апсолутно може да се самоуништи. Буквално. Сега во случајот треба да е некој доста информиран, доста едуциран, да он го надмине не само менталниот, него и органскиот нели дел. И пак ќе се надоврзам нели на темава, ние можеме многу да помогнеме. Не нудиме комплетно решение, 100% решение, иако има 100% резултати каде што се решава овој проблем, но и во одредени случаи нели е доволно и 10% да помогнете за да има комплетно решение кај некој случај. Така, знаете, морам јас уште нешто да кажам. Значи, како лекар, јас сум фасцинирана од ставовите на луѓето кои што доаѓаат и кои што се спремни да се третираат, затоа што и од нив учиме како да им помогнеме. Значи, навистина, ставовите им се феноменални. И мислам дека тоа треба да биде нешто што треба да се говори, затоа што така ќе им помогнеме на повеќето луѓе. И на оние кои што можеби и немаат храброст да ја погледнат и другата страна на болеста или другата страна на можностите кои што им се нудат.